Безбедни и здрави со одржлива мобилност. Така гласи мотото на овогодинешната Европска недела на мобилноста, која се одбележува низ цела Европа. Се разбира, општина Струмица, како и многу други и во многу други случаи, повторно се наоѓа на мапата на Европа. Како исклучително жива и прогресивна општина која ги следи вистинските европски вредности. Ништо не е случајно на овој свет, па дури ни ова денес. Струмица останува верна на своите заложби и стремежи. Ако се знае дека Европската недела на мобилност се одбележува од 16 до 22 септември, тоа значи дека денешниот ден е последен за одбележување. Велат дека крајот го краси делото, па токму затоа решивме денес да ги оставиме автомобилите на стендбај, а да им дадеме приоритет на велосипедите со сите нивни предности во однос на функционалноста, животната средина, намалувањето на сообраќајниот метеж, здравието и многу други корисни нешта кои што ни ги нуди велосипедот. Иако денешнава активност е финална, сепак Europe House како место за новата генерација, вклучително и преку својата канцеларија во Струмица, вели вака: започнете со нови и здрави навики, а промовирајте ги многуте придобивки од активното патување. Упатувајќи на тој начин, предизвик до сите ученици веќе од утре, па се до 30 септември, да се приклучат на Ride to School иницијативата за да патуваат активно до своето училиште. На учениците повеќе за тој предизвик и за сите интересни нешта поврзани со него ќе дознаат од струмичката Europe House. Вреди да се спомне во оваа прилика дека споменатото мото на овогодинешната Европска недела на мобилност произлегува од предизвиците и последиците со кои се соочија Европа, но и светот во делот на пандемијата со COVID-19. При тоа се праќа јасна порака за позитивни промени. Преку Европа треба да се справи со се уште присутната криза. Стартот на оваа Европска недела на мобилност го одбележавме со почетокот на инфраструктурните активности за изградба и одбележување на велосипедските патеки во Струмица во рамките на предвидената севкупна реализација на големиот проект Струмица Велосити, а со средства донација од Европска унија. Овој пат нема да ги повторувам нештата кои што се однесуваат на огромните придобивки од овој проект, но би сакал да додадам само една реченица кон сето она што го споменав пред неколку дена. Таа реченица вели вака: до посакуваното место се стасува и со велосипед, ако умно си ја определил вистинската цел. Струмица ја знае таа цел и граби напред кон новите европски вредности. Денес не морав да кажам ниту единствен збор. Денес можев и да молчам, а наместо мене да зборува овој прекрасен призор, исполнет со велосипеди и велосипедисти, и млади, но и повозрастни. Едно сигурно знам, а тоа е дека ваквите призори наскоро ќе станат наше убаво струмичко секојдневие.